во ова издание. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Историски крстопат. Германија утре слави 30 години од падот на Берлинскиот зид. 3 децени подоцна, повторно тензии, исток-запад. Се проширува полето на председателски кандидати меѓу демократите. Истражување на гласот на Америка. Каков е односот од работодавците кон лицата со попреченост? Ке ви кажем, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Поранешниот градоначалник на Њујорк и медиумски могул Мајкл Блумберг може наскоро да се приклучи во трката за претседател на САД. И тоа од редовите на демократите. Еве ги деталите од претседателската трка. Милиардерот Блумберг се очекува официјално да поднесе документи за учество во претседателската трка за демократските примарни избори во Алабама. Сојузна држава која има најран рок да се квалификува на гласачкото ливче. Блумберг се уште не донел конечна одлука, но неговите блиски соработници велат дека има голема загриженост дека актуелните кандидати меѓу демократите не се доволно позиционирани да го поразат председателот Трамп следниот ноември. Блумберг е републиканец кој стана независен, но ја поддржа демократската кандидатка Хилари Клинтон на изборите 2016. Со победа стартуваше Владко Андоновски, македонскиот тренер кој од неодамна го презеде селекторското кормило на женскиот национален фудбалски тим на САД. Под водство на Андоновски, американската репрезентација победи Шведска 3-2 во пријателски меч што се одигра пред 20.000 гледачи во Колумбус, Охајо. Денеска на 8 ноември се одбележува третата годишнина од изборот на Доналд Трамп за 45-ти претседател на САД. Тој и натаму е свежена инспирација во американската политика, но се соочува со најголем удар во претседателството – процесот за импичмент. Джим Малоун има повеќе. Поминаа 3 години од ноемвриската ноќ кога Доналд Трамп го шокираше светот со победата и стана 45-тиот претседател на САД. До сите републиканци и демократи, но и до независните, широм нацијата, време е да се обединиме. Тој повик за обединување избледе многу одамна. But the more America achieves, the more hateful and enraged these crazy Democrats become. Трамп сега се потпира на неговата лојална база на поддржувачи во отфрлање на импичментот, но и за реизборот следната година. At stake in this fight, Во залог е битката за преживување на американската демократија. Не се залажувајте, тие ја уништуваат земјата, но нема да им дозволиме. Истрагата за импичмент во представничкиот дом е фокусирана на наводните обиди на Трамп да изврши притисок врз Украина, да спроведе истрага против политичкиот ривал Џо Бајден. Бајден го наметна Трамп како предизборно прашање во обидот да освои демократска партиска номинација. Тој зборува дека ќе има граѓанска војна. Тој е ирационален човек. Загрежен сум што ќе стори. Не сум загрежен за мене или моето семејство. Загрежен сум што ќе стори следната година од мандатот. Дури ако гласањето за импичмент помине во представничкиот дом под контрола на демократите, тој најверојатно ќе го преживее гласањето во Сенатот, каде мнозинство имаат републиканците. 3 години во повремено турбулентно председателство на Трамп, американците сега се подготвуваат за тоа што следи. Жестока партиска битка за импичмент и веројатно едни од најтесните избори во поновата историја. А утре Германија ќе прослави 30 години од падот на Берлинскиот зид. На 9 ноември 89-та десетици илјади луѓе минаа границата и гурнаат зидот, што се смета за момент на распадот на Советскиот сојуз. Денес се стравува од нова студена војна. Хенри Ричвел известува од Берлин. Јуни 1987. Тогашниот американски председател Роналд Реган ги кажа прославените зборови. Mr. Gorbachev, tear down this wall. 2 години потоа, самите германци го урнаат зидот, што драматично го промени глобалниот поредок. Објавата од портпаролот на источно германската влада дека граѓаните сега можат слободно да патуваат на запад, била всушност бирократска грешка. Патрик Хартвиг, тогаш 19 годишник, бил меѓу првите кои преминале на другата страна.
Dann habe ich die ganze Nacht Цела ноќ поминав во Кудам. Седев во некое БМВ, со шише шампањ во рака и возевме горе-долу по улицата. Беше луда ноќ. И денес години мислам дека тоа беше позитивна промена. Неколку недели подоцна, Михаил Горбачев и новиот американски председател Џорџ Буш соопштија крај на студената војна. До 1991-та Советскиот сојуз се распадна. 3 децении подоцна, повторно има тензии меѓу Исток и Запад. НАТО ја презеде Полска, Балтичките држави и понатаму и тие на тоа гледаа како на закана. Не беше тоа агресија на НАТО. Источните држави аплицираа да бидат членки на НАТО. Со настапување на новиот век, Владимир Путин се појави на сцената ветувајќи дека ќе ја врати гордоста и моќта на државата. Во Москва, настаните од 1989-та се гледаат поинаку. Горбачов денес не е толку омилен како тогаш. Го паметат како човекот што ја предаде Источна Германија и го уништи Советскиот сојуз. Путин се обидува нешто да врати од тогашната советска позиција. Во 2014-та Русија со сила го зазеде Крим. Истокот и Западот повторно се вооружуваат. Петочниот Ньюсфлеш го завршуваме со прилог како намалувањето на невработеноста во САД придонесе да се смени и односот на работодавците кон лицата со попреченост. Ако негогаш тие биле први отпуштани од работа, денес овие лица се нов потенцијал. Тоше Огњанов истражуваше за оваа проблематика. Ова е Роберта Матер, заменик директорка во еден од одделите на Стейт Департментот на САД, каде води успешен тим. Глувонема е. Но тоа за неа не е пречка. Најголемата пречка за лицата со попреченост е да ја преминат вратата и да добијат работа. Важно е да добијат можност да се докажат. Таа неодамна беше во Гласот на Америка, каде зборуваше за своите искуства како лице со попреченост и за предизвиците со кои се соочила. Еден од предизвиците е стравот од непознатото и од тоа што е различно. Тоа е природна реакција кај луѓето кога се сретнуваат со лица со попреченост. Свеста кон лицата со попреченост во САД е на високо ниво. Затоа укажуваат и бројните рампи за пристап пред институциите, адаптираниот јавен превоз, закосените приоди кон тротоарите, но и самите граѓани. Тие се нормални луѓе како и сите други. Сепак и натаму главната битка се води околу нивното вработување. Таа битка во името на лицата со попреченост во САД ја водат непрофитните организации. Едната од нив е Respectability од Вашингтон. Околу 22 милиони лица на работна возраст имаат попреченост. Се трудиме секој од нив да добие шанса за кариера и да го живее американскиот сон. Според податоците од оваа организација, во САД стапката на вработеност за лицата со попреченост на возраст од 18 до 65 години е 37%. Ситуацијата почнала да се подобрува и само лани првпат имало 100.000 нови вработувања за овие лица. Паули нагласува дека тоа не е доволно и дека всушност општото намалување на невработеноста во земјата ги потикнало работодавците да бараат свежа работна сила и меѓу лицата со попреченост. Работодавците не знаат каде на друго место да побараат работници, па се свртеа кон нетрадиционални кандидати, како што се лицата со попреченост. Во прилог кон вработувањето на овие лица оди и законот од 1990 година, наречен Американци со попреченост. Со него се забранува дискриминација кон нив, а компаниите се обврзани да им овозможат соодветни работни услови. За Ана од Полска, која размислува за свој бизнис во САД, тоа не би било проблем. Ќе дојдат со искуството што го имаат и ќе ми кажат што можат да работат. Ако одговараат на позицијата, нема проблем да ја добијат работата. Зголемената потреба од човечка работна сила засега им оди во прилог на лицата со попреченост во САД. Останува надежта дека општеството ќе покаже похуман однос. It's not a disabled person, it's a person first, because we're all human first. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Следете не преку Facebook и Twitter. Пријатна вечер и пријатен викенд.